Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Ја утро ве поздравуваме срдечно од студиото на Радио Глас на надежда. И започнуваме ова работна седмица и ова наша заедничка мисија со следнава мисла. Ако сте тргнале кон целта и при тоа застанувате да фрлате со камења по секој пес што лае на вас, никогаш нема да стигнете до целта. Навистина, ова го запишал Достоевски. Има вистина во ова изјава. Во нашиот живот наидуваме на различити пречки, на различити проблеми и не смеме тие проблеми да дозволиме толку да не окупираат да изгубиме целта на нашето постоење, на нашиот живот. Нека и овој ден, почитувани пријатели, целта да ја оствариме што сме ја поставили. Кима пречки, кима проблеми. Ние живееме на една грешна планета кај што ѓаволот и лошото доминира, на жалост, но сепак целта е позната. Тоа е да еден ден живееме во еден нов свет под сосема други околности што Господ Исус Христос ги приготова за нас. Денеска е 30. мај, предпоследниот ден во овој месец. Еве, скоро 5 месеци се позади нас, така да имаме денеска, имаме убав сончев ден и затоа искористите го и остварете вашата цел. Ја започнуваме ова емисија и со една убава христијанска песна. Да ја слушнеме на почетокот песната. Kad ja
повторно во живо во нашето студио, почитувани гледачи. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта, адвентистичко радио, што емитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Добродојдовте и на вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. На почетокот да ги проследиме денешните сервисни информации. Веќе рековме дека денеска е 30 мај, понеделник 2022 година, односно 150 ден од оваа тековна година, а до крајот на годината имаме уште 215 дена. Што се однесува до изгревањето на сонцето, тоа се случи утрово во 5 часот и 2 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 57 минути. Во Кавадарци осамна релативно топло, плюс 16 степени ова утро, иако вчера и синоќа врнеше дожд, имаше грмотевици. Овие денови, вчера и завчера, во некои делови во Македонија навистина падна и град, имаше силни ветришта, тоа беше веќе најавено од страна на прогнозерите за времето, така да, на жалост, се случи и паѓањето на град има и штета во поедини делови на Македонија. Како е де, тиквишијата немаше град, но имаше добар дожд, така да еве денеска температурата е плюс 16, односно уве зрачението е 8. Воздухот е релативно чист денеска во Кавадарци. Еве прогнозата како гласи: сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Попладне ќе има услови за изолирана нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Јас следам овде картата на Македонија и според временската прогноза ќе имаме денешниве температури следниве: на крајниот запад од 7 до 20 степени, во Скопскиот регион од 12 до 28 ќе има грмотевици и локален дожд. Слично ќе биде и во Куманово од 8 до 25, во Беровскиот регион од 8 до 24, Гевгелисиот регион и Струмичкиот од 14 до 31, во Теквишијата ќе имаме од 13 до 29 степени, променливо облачно, Пелагонија исто така од 10 до 28 и Охрид ќе биде сончево без облаци, така според прогнозата е предвидено од 10 до 25 степени. Што се однесува до утре, ќе имаме малку зголемување на температурата, например Гевгелија ќе има до 33, Кавадарци до 31, Скопје исто така 31, Пелагонија до 29, Охрид 26, така да ќе биде сончево до мала умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Ќе следиме температурата во наредните денови, имаме најави дека ова невреме што се случуваше овие денови ќе биде позади нас и наидуваат топли денови, сончеви, пеколни денови, што се вели ќе бидат деновите кои се пред нас. Затоа ќе следиме температурата и на време ќе ве известуваме, почитувани гледачи. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по места влажни коловози, бидејќи имаше синоќа дожд, значи има на места влажни коловози и се препорачува прилагодена брзина според условите на патот. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолго задржување за влез и за излез од нашата земја. Сепак АМСМ, значи Автомотосојузот на Македонија, препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со моторните возила, посебно на патишата кои поминуваат низ котлините и речните долини, клисури, бидејќи можни се одрони. А такви делници имаме од Скопје према Велес, Катланово, исто така и во западниот дел Маврово, Дебар и во источниот дел Виница, Берово, Кочани, Делчево. Значи, можно е да има одрони на патот, бидејќи синоќа врнеше во поедини делови на нашата земја. И денес се изведуваат
градежни работи, посебно ако одете за Прилеп, кај тунелите, таму се прави нов пат, така да бидете внимателни, може да има и застој, на време тргнете за да стасате на време, затоа што може да бидете исклучени од сообраќајот поради градежните работи. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве што се случило во минатото на 30 мај. 1539 година, на денешен ден, англискиот писател Кристофер Марло, кој битно влијаел на Вилијам Шекспир, е убиен на мистериозен начин во една лондонска таварена. Тој ги напишал делата Тамарлен Велики, Евреинот од Малта, Едвард II и така натаму. Во Москва на денешен ден, 1672 година, е роден Петар Велики, цар на Русија. Беше коренит реформатор на рускиот социјален, економски и општествен живот. Се истакнал како војсководец на копно и море. Бил мощ невест политичар и дипломат. Основал многу училишта. Умрел во Санкт Петербург на 8 февруари 1725 година. 1778 година, на денешен ден, во Париз умрел Франсоа Волтер, француски писател, историчар и филозоф. Негово најпознато дело е филозофско-дидактичкиот роман Кандид. Напишал и неколку епопеи, историски дела, трагедии и комедии. Бил роден во Париз на 21 ноември 1694 година. На денешен ден, 1876 година, турскиот султан Абдул Азис е сменет, а на негово место дошол неговиот внук султан Мурат V. 1913 година, на денешен ден, во Лондон е потпишан мировниот договор со кој заврши Првата Балканска војна. Значи, тоа се случило 1913 година на денешен ден. 1942 година британското војно воздухопловство со 1047 авиони го бомбардираше германскиот град Келн. Тоа беше првиот бомбардерски напад на РАФ изведен со повеќе од 1000 летови во Втората светска војна. 1944 година, на денешен ден, британската влада во Втората светска војна и официјално се откажа од давање помош на четниците на Дража Михајловиќ, оценувајќи дека во Југославија против нацистите ефикасно се борат само партизаните. На денешен ден, 1973 година, Западна Германија и Чехословачка постигнале договор за нормализација на односите, ставајќи крај на 32 годишните несогласувања помеѓу двете земји. На денешен ден, 1981 година, во Бангладеш со обидот за државен удар убиен е председателот Ауар Рахман. Ете, тогаш тој човек бил, нажалост, убиен. Еве една трагична вест што се случила во 1998 година во земјотрес што ја зафати северната афганистанска провинција Тахар, загинале најмалку 3000 луѓе. И еве еден податок што се однесува за Македонија. На денешен ден, 2011 година, во Скопје, на 73 годишна возраст, починал актерот и сценограф Чедомир Христов. Роден бил на 1 мај 1938 година. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Одеме сега повторно со песна и потоа ќе се вратиме во нашата програма. Овој свет е долина на солци, кај пуста силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи
Crni oblaci, mal zrakna sreća blesnuva, no nabrzo go snemuva. Ne se plaši, odi hrabro, ivo dobro, ivo zlo. Bog te vodi, znaj, vo životot. Srce neka se nasme, Božji dar, ovoj den sekoj neka prepoznaje, volna Božja ljubav žive, mir i dobro da širine Isusa, da go sledime, zadam vidi celi svet, deka nije Božji deca sme. Ovo je život kako nežno cveće što se rađa i vene, i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni sega na gore, kondomot naš nebesen. Bidi srećen, poln vera, Isus spasni dođa, će ne vodi toj vo večnost tam. Srce neka se nasme, Božji dar, ovoj den sekoj neka prepoznaje, volna Božja ljubav žive, mir i dobrom da širime Isusa, da go sledime, zadam vidim celi svet, volna Božja ljubav žive. Pejmu na Isusa, slavi go po sekoj čas, zadam vidim celi svet, deka Božji deca nije sme, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Почитовни гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути
студиото на Медија центар Кавадарци. Ова емисија оди во живо, така да сакам да ги поздравам и оне кои меѓувреме се вклучија. Имаме гледачи од Шуторизари, од Скопје, секако од Кавадарци, од Неготино и од другите делови на нашата држава, но имаме и од странство, од Германија, Австралија, Америка, Холандија, Франција, Украина, Србија, секако. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи од нашето студио. Следува рубриката Капки на мудроста и утринска приказна. Еве неколку капки на мудроста што сакам да ги споделам ова утро. Црквата е болница за грешниците, а не музеј за светците. Силата и убавината се одлики на младоста, додека разумноста е цвет на староста. Благословени се кротките луѓе, зашто тие ќе бидат наследници на земјата. Најголемата казна за лажливецот е да не му се верува никога ја зборува вистината. Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. Најгорчливата вистина е подобра од најслатката заблуда. Зошто ни е богатството, ако поради него секој час можеме да изгубиме главата? Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Еве, убави мисли, капки на мудроста, што се поучливи и верувам дека секој од нас ќе извлече корисна поука од овие денешни мудри изреки, почитувани гледачи. Ајде сега да ја проследиме приказнава, која носи наслов Напуштената мајка. Едно саботно попладне, тројца момчиња се шетале покрај брегот. Заиграни со кучето, не приметиле дека полека сонцето заоѓа. Плимата надојдуваше и брановите се повеќе се зголемуваа. Во еден момент кучето се затрча кон една стара жена која чепкаше по ѓубрето на крајот од плажата. Беше облечена во стари, но чисти алишта, но не беа доволно топли за да ја заштитат од ноќта. Еден од нив го викна кутрето да се врати назад, но тоа само си седна и радосно го мрдеше опашот, не трагајки го погледот од старата жена. Едно од момчињата внимателно се приближи да го прибере кутрето. Во тој момент примети дека жената е збунета и изнемоштена, па ја запраша: "Добро вечер, да не ви треба некаква помош, да не сте изгубиле нешто?" "Не, синко, само малку сум гладна. Син ми ме остави са балјаво, тука ми рече дека ќе дојде по мене да ме земе покасно. Но јас огладнев, па си реков можеби некој оставил нешто за јадење." Штом го слушнаа тоа, едно од момчињата истрча до блиската пекара и купи неколку топли гевречиња. Ненаметливо ја запраша жената дали сака да им се придружи да ги пробат гевречињата. Изнемоштената жена без размислување го грабна геврекот и седна да јаде. А кога ќе дојде син ви да ве земе, заедно во еден глас прашале момчињата. "Приквечер, синко, приквечер", со полна уста одговорила жената. Се погледнаа момчињата. Јасно беше дека старата жена е збунета и уопшто не приметува дека е веќе мрак. И требаше помош, а немаше кој да ја помогне освен нас. "А каде живеете?" почна да ја распрашуваат момчињата жената. "Ах, синко, не знам јас, стара сум. Син ми кога ме остави тука, ми го даде само ова парче хартија и ми рече да го чекам." Момчињата го зема свитканиот лист и сите ги подведнаа главите да го прочитат мистериозното парче хартија. На него пишуваше: "Кој ќе ја најде ова жена, нека ја однесе до најблискиот дом." Не можеа да веруваат на своите очи. Еден од нив се тргна на страна, срамејки се од солзите што му навираа. Кучето почна да лае, брановите веќе беа големи и силни. Беше гладно и сакаше да се оди. Тие немаа храброст да ја кажат што пишува на парчето хартија. "Ајде со нас, тетке, ќе го побараме, син ви заедно. Веќе е темница и започнува да студи."
Не, деца, јас ќе го чекам син ми овде. Ми вети дека ќе дојде по мене. Не можам да се одам. Тој ќе се загрижи. Има многу работа и не сакам да му правам додатни проблеми. Кучето не престануваше да лае. Момчето што се срамеше од солзите ја донесе колата до обалата, до брегот. Неуспешно се обидува да ја убедат старата жена да дојде со нив. Таа не сакаше да го напушти местото каде што син ја оставил. Го чекаше, знаеше дека ќе дојде по неа. Кога согледа дека нема да може да ја убедат да појде со нив, се решија да си отидат. Веќе беше касно, па ја рекоа да седне кај пекарата и таму да почека, да го почека низиниот син. Кога тргна да се враќа дома, еден од нив се јави во полициската станица и им раскажа за жената. Од диспетчерот го добија најнеочекуваниот одговор. Синот ја оставил сенилната жена неколку пати до сега на истото место и скоро секогаш ја земал кога се враќал од работа. Но сепак, малку подоцна да проверат дали жената се уште жива. Сакале момчињата да проверат дали жената е се уште таму. Поминале часови. Момчето што се срамеше од солзите не можеше да заспие. Не можеше да ја заборави старата изнемоштена жена која ја оставија на празната обала. На брзина стана, се облече и тргна повторно на кај брегот. Како што се приближуваше, забележа толпа на луѓе и ротациони светла од полицијата и брза помош. Грлото го стегна и повторно очите му се насолзија. Еуфорично се проби низ толпата, кога наеднаш се укучи од призорот што го виде. Старата жена лежеше мртва на брегот. Брановите ја заплискуваа до половина низината тенка и стара облека. Со блед поглед беше свртена кон патот што водеше до брегот, како се уште да го чекаше низиниот син. Човекот што ќе стане родител, почитувани гледачи, својот живот и целата негова љубов ја насочува кон своите деца. Таа љубов треба да се возврати кога на тој човек му е најпотребна за достоинство да си замине од овој свет. Навистина трогателна приказна со лош крај, трагичен крај за оваа жена која го завршила својот живот тука во плитката вода на ова езеро. Меѓутоа, дали синот намерно ја оставил или таа залутала бидејќи била сенилна, воопшто сега не е важно. Важно е како ние како деца се однесуваме кон нашите стари родители. Тие вложиле се во нас кога биле млади, кога ние сме биле деца, а тие во полна сила и снага. Меѓутоа, кога тие остаруваат и кога веќе се при крајот од земниот живот, ние како помлади да им го направиме тој ден и тие денови да им бидат поубави, порадосни, иако тие се обременети со болести, со секакви други трауми што се насобрале во целиот нивни живот, сепак и тие последни денови или часови или години да им го направиме да биде радостен, да бидат среќни пред своите деца. Иако денеска животот е таков, не можеме да бидеме тука поред нив постојно, но сепак колку е можно да тие родители не ја почувствуваат таа самотија дека се оставени таму на брегот и да го завршат својот живот. Еве тоа беше ова приказна, поучлива за сите нас почитувани гледачи. Одиме повторно со песна. Za ljubav prana i
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува утринскиот стих или утринската порака, што овутро наоѓаме во книгата на пророк Еремија, 50 глава, 5 стих. Одете и присоединетете се кон Господа со вечен завет, кој нема да ве заборави. Заветот е спогодба со која договорените страни се обврзуваат да исполнат одредени услови. На тој начин и човечкото орудие склопува спогодба со Бога и се обврзува да ги исполни условите кои се наведени во Божето Слово. Неговото однесување покажува дали ги почитува своите обврски, дали ги исполнува условите. Човекот добива се кога ќе му стане послушен на Бога кој го држи заветот. Божите особини се всадуваат во човекот, оспособувајќи го да покаже милост и сочувство. Божиот завет не насочува кон неговиот непроменлив карактер. Ние самите мораме да знаеме какви се неговите барања и какви се нашите обврски. Условите на Божиот завет се: возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој разум и својот ближен како себе си, а Христос рекол: тоа го прави и ке живееш. Бог со својот прст го напишал својот закон на двете камени плочи, покажувајќи на тој начин дека тој никогаш нема да се промени, нито да се укине. Тој треба да биде сочуван низ безбројните векови, непроменлив како и самите начела на Божето владење. Христос го дал својот живот за да му овозможи на човекот во себе да го обнови Божиот лик. Токму силата на Божјата благодат ги зближува луѓето и прави тие да и бидат послушни на вистината. Браќа мои, поврзете се со Господа над војските, тој нека ви биде страв и трепет. Ни престојат тешки времиња, но ако се поврземе во христијанско братство, ако никој не се бори за првенство, Бог силно ќе работи за нас. Нему му се познати сите наши потреби. Тој располага со сета сила и тој на своите слуги ќе им даде способности во мера која ги задоволува нивните потреби. Неговата бескрајна љубов и сомилост се неисцрпни. Со својата величествена всеможност тој ги соединува благоста и грижата на нежниот пастир. Не мора да се плашиме дека тој нема да ги исполни своите ветувања. Тој е вечна вистина. Тој никогаш нема да го промени заветот што го направил со оние кои го љубат. Неговите ветувања, дадени на црквата, се постоени за секогаш. Тој ќе ја направи неа вечно издигната и радост на многу поколенија. Тоа беше утринскиот текст за утро, почитувани гледачи, и соодветниот коментар што го прочитавме. Значи, денеска читавме од Еремија, 50 глава, 5 стих. Одете и присоединетете се со Господа, со вечен завет, тој нема да ве заборави. Навистина, Господ никогаш не го прекршил заветот што го направил во минатото со луѓето, посебно со израелците. Често пати тој склучувал завет, но постојано од човечка страна тој завет се нарушува или се прекинува. Заветот е спогодба со која договорените страни се обврзуваат да исполнат одредени услови. Тоа е всушност договор помеѓу две странки. Има обврски и за едниот и за другиот. Бог од негова страна се исполнува. Тој ветил вечен живот и ќе го исполни кога Исус ќе дојде наскоро на ова планета. Но дали ние го се држиме за заветот кој сме го дале пред Бога, дека ќе му бидеме верни, дека ќе го почитуваме и ќе ги следиме неговите патишта. Нека и овој ден го исполнуваме заветот кој сме го склучили со Господа, да се трудиме колку стои до нас, а оно што не можеме, Господ ќе ни помогне да го исполниме целосно. И така од ден на ден, трудејќи се, кој Исус ќе дојде, ќе не земе да бидеме за секојаш со Него. Одиме сега повторно со песна, почитувани гледач, односно, ќе одиме со песна малце подосна, сега ќе ја слушнеме рекламата за дописната библиска школа. Така да сите вие кои сакате да се вклучите, да изучувате Библијата по дописен пат, еве, може да ја погледнете, а потоа ќе се вратиме повторно во нашето студио. Одиме со рекламата.
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со останатите рубрики, почитувани гледачи, кои ги приготвивме за вас во оваа наша денешна емисија. Кога зборуваме за библиските личности, секако ќе ги споменеме денеска двата сина на Адам и на Ева, Каин и Авел. Интересни се тие податоци за овие два сина. Значи, во првата книга Мојсеева или во Битие, таму во 4 глава, се среќаваме со синовите на првите жители на ова земја. Адам ја позна својата жена Ева, а таа зачна и го роди Каин, па рече: добив машко чедо со помош на Господа. Потоа го роди Авела, братот Каинов. Авел стана сточар, а Каин стана земјоделец. Значи, првородениот син Каин бил земјоделец, а неговиот брат Авел овчар. Браќата пренесувале жртви на Бога, како и нивните родители. Бог им дал правило каква жртва да пренесуваат на Господа. Интересно, Авел го следел патот на Бога, односно на татко си Адама, и принесувал јагне, онака како што било пропишено. А Каин наместо јагне, тој принесувал плодови од она што го произведувал. И во една прилика, вели текстот, овде понатаму, ако читате во 4 глава, Авел принесе од првородените над својот добиток, а од мрсното Господ погледна милостиво на Авела и на неговата жртва, а ни поглед не сврти кон Каина и неговата жртва, затоа што таа жртва не била угодна на Господа. И во тој момент, вели Библијата, Каин се изнервирал, бил луд и скокна и го, вели текстот, уби својот брат. И навистина Бог го казнил Каина да биде скитник. Не го убил веднаш, меѓутоа сепак бил проколнат и Каин бил скитник. Отишол и живел во земјата Нот или Нотска или Наицка, каде што изградил град и ја создал лозата на потомци кои биле негативни настроени кон Господа. Така да, интересно, две деца, родени од иста мајка, со различити карактерни особини, и тоа се случува и денеска. Гревот е опасна работа која влегува дури и во гените на човекот. Кога го читаме претходниот текст, ќе видиме дека подосна како да го намамил Каин Авела да излезат во полето, да шетаат, да другаруваат. Авел немал појма дека ќе биде убиен. Тој не го тоа насетувал. Меѓутоа, кога Каин губил својот брат, таму вели го закопал в земја, и кога Господ доаѓа го прашува: Каине, каде е твојот брат? А што одговара? Што одговара Каин? Зар сум ја, вели, чувар на својот брат? Интересно. Еве, ако читате од 8 стих, вели, а Каин му рече на својот брат: ајде да излеземе. И откако се најде во полето, Каин скокне на брата си Авела и го уби. Плански тоа го направил. Плански. Потоа Господ го праша Каина: каде е брат ти Авел? Не знам, одговори, а знаел каде е. Зар сум јас чувар на својот брат? Господ продолжи: што направи Каине? Слушај, крвта на твојот брат вика кон мене од земјата, зато биди проколнет над земјата, што ја отвори устата за да ја прими крвта на
brata si od tvojata rak. Interesno, Bog nekoliko pati ke prokolnova, i Kaina, i Avel, odnosno Adam ke bide prokolnet, i zemljata ke bide prokolnet. Ako čitate vo 4. glava, odnosno vo 3. Kain ke bide, odnosno Adam ke bide prokolnet, kad što Bog mu kaže, so potke rabotiš i ke zarobotovaš svojata hrana. Ti ke sadiš, a zemljata ke ti rage troskot. Tako da, gledate, počtovani gledači, ovde Kain sega je svesen za ono što go napravil i ponatamo veli, ke obrobotovaš zemljata, no ta veke neke ti go davat svoj trod, ke bideš većen skitnik na zemljata. A Kain mu reče na Gospoda, mojta kazna je premnogo teška za da se podnesu. Eve, denes me teraš od plodnota počva, treba da se krijem u tvoje lice i da bidam većen skitnik na zemljata, koji ke me najde, može da me ubije. Sve pa Gospod go sočoval na jedan način, mu dal znak, da ne bide ubijen, go čuval, no sepak toj ke bide skitnik, ke otide daleko, što bi se reklo, od svoj roden kraj, od svojite roditelji. No kako je da je, spomnavme ovutro, ova naša utrinska emisija za prvite luge, za prvite deca rodini nova zemlja od Eva i od Adam, to bile Kain i Avel. Zato koliko je možno da se vozdržuvame, počnu gledajući da ne bideme luti so takvi zadnji namisli da nekog ubijeme ili da mu naneseme zlo. Navistina, satana te se radova koga čovjek ke bide izbuvljiv, ke bide so takvi karakterni osobini, kako što se veli kratok fitil i deneska, ete se sučuvat postojno, sekodnevno takve ubijstva. Vjerujem deka pročitavte ove denovi što se sluči vo Srbije, koga ženata go ubila svoj tmaš. Ja ne navlegom koji se pričinite. Međutim, ona što to go napravila, ta go napravila, mu gi izvadila organite i gi svarila, gi varela. Policijata koga došla, brzata pomoć, to bilo užas. I svedoci svedoča takvo nešto ne vidjele u životu. Ne samo što gubila, tuko go skroz rasparčila telo to i srce to i organite i bubrezite, gi stavila vo tenđere i gi varela. Navistina to nešto monstruzno, no zname deka nova zemlja zloto dominira i gjavolo se radova. Da se molime na Boga da ne sočeva od takvi te raboti i od bes i od lutina što može da donesat mnogo poteškoti, ne samo za nas tu, i za onije koji se okolo nas. Eve, ode me povtorno su pesna, početno gledači, a potom se vratime nazad u emisija. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si. Na krstu radi nas, usamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene.
Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene kao cvet, koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Во рубриката да ја запознаеме Македонија, денеска ќе зборуваме за Валандово. Валандово е град во југоисточниот дел на Република Македонија на патот кон Дојран, односно кон Струмица. Интересно е тоа градче, не е така големо, но е симпатично, бидејќи изобилува со многу овоше во Валандово. Валандовските полиња се одгледува јужното овоше, како што е калинката, јапонското јаболко, но и многу врсти на зеленчук. Така да се оно што се произведува, односно што доаѓа на нашите зелени пазари, доаѓа од Валандовскиот крај, секако и од Струмичкиот регион. Валандово е седиште на истата општина. Се граничи со на југ со Демиркапија, тука е реката Вардар во близина, на планинските огранци на Плавош и Беласица. На север допира до Тиквешката област, односно до Неготинското општинско територијално подрачје. На просторот на денешното Валандово во античко време постоела населба, римска населба, зашто сведочат откриените римски мозаици и други археолошки материјали во разни делови на градот. На подрочјето на општина Валандово били откриени и 14 археолошки наоѓалишта, меѓу кои позначен е античкиот град Исарот, кај селото Марвинци, кој се идентификува со древниот град и домена, чие потекло било од крајот на 5 век. Интересно, тоа градче, односно таа населба и домени се наоѓа на патот Солун-Белград и било навистина посетено во тоа време, но било разурнато некаде во 6 век од силен земјотрес.
Словените се населиле во Валандово и во неговата околина кон крајот на 6. век или на почетокот на 7. век. Тогаш биле забележени големи промени како во однос на структурата на населението, така и во минувањето на топомините на населените места. Значи, во втората на половина на 70. век градот го посетил и познатиот турски патописец Евлија Челебија. Во неговите белишки за Валандово, меѓу другото тој запишал: Валандово е мало градче, населено повеќето се христијани и само мал број муслимани. Населбата го носи името на неговиот основач Валандова, кој го подигнал манастирот Свети Ѓорѓе. Грачето има 150 куќи со 900 жители, а чаршијата е составена од 50 дуќани. Во него има и една месџита, мала џамија без минаре, амам, 2 ана, а не се сеќавам дали имаше мектеба, медреса и текиња. Окружене со лозја и бавчи, има и убав манастир со калуѓери. Не сум видел поуреден манастир од него. Еве, тоа се записи новој турски познат патеписец Евлија Челебија. Валандово во својата многувековна историја има многу падови и подеми. Градот повеќе пати бил од природни катаклизми, земјотреси, пожари, поплави, епидемии, како и од војни дејствија на туги освојувачи на овој простор уништуван и повторно подиган. Во историјата на градот Валандово мощен е значен 19. век, кога благодарение на погодната местоположба достигнал голем развој. Според кажувањата, тогаш во градот била развиена трговијата. Се извезувало добиток, кожа, пастрамка, масло, волна, свила, каленки, грозје и други земјоделско-сточарски производи, и тоа претежно во Солон, бидејќи тука е близу и реката Вардар, очигледно тогаш и по воден пат се тргувало со другите градови во Грција. Според статистиката на Васил Кнчов, од 1900 година Валандово било дел од Дојранската каза и имало 1195 жители, од кои 820 македонци, 285 турци и 90 роми. Но денешната карта за самата статистика од пописот 2002 година гласи дека Валандово има некаде околу 4400 жители. Од минатиот попис, минатата година се направи нов попис во Македонија, но бројката се уште не е објавена, така да еве овај податок може би е застарен, но отприлike има некаде околу 4500 жители. Ова мало градче, симпатично градче, кој одете за Струмица, мора да поминете преку Валандово, или ако одете за Дојран, неминовно ќе го сретнете Валандово. Ако имате прилика, влезете во самиот град Валандово, одморете со чаша студена вода или боза, има таму и добра лимонада, но пред се има добро овошје. Еве, почитувани гледачи, тоа беше информациите денеска за Валандово. Кога е во прашање здравиот начин на исхрана, овутро сакам да се подсетиме за вишната. Вчера, односно минатиот пат, во последната емисија зборувавме за црешата. Еве неколку информации. Вишната овоше со небројни придобивки за здравието. Вишните се познати по своите бројни лековити својства и антиоксидантни дејства. Тие се богати со витамин А, С, Е и фолна киселина, минерали, калиум, магнезиум, железо и растителни влакна. Вишната содржи феноли, галична киселина. Силните антивоспалителни својства ја прават вишната корисна за намалување на болки при гихт. Значи, тоа е метаболно заболување кое се манифестира со појава на акутен артритис со рецидиви, воспалени мускули и така натаму. Акутните воспаленија се одговор на телото при повреда, инфекции, неправилна исхрана и алергија. Ако воспаленијата се долготрајни,
može da dovede do serioznih zdravstvenih problemi kako srcevi заболувања, artritis, астма и диабетес. Новите истражувања нудат повеќе докази за позитивно дејство на вишната во намалување на тие воспаленија. Во едно истражување во кое биле опфатени 10 луѓе во текот на 2 недели, тие секој ден пиеле по 250 мл сок од вишни и поради тоа значително им се намалиле воспалителните процеси, се нормализирало нивото на триглицеридите и ЛДХ холестерол, кои различни фактори за развој на срцевите заболувања може да делуваат, но ете сок од вишна тоа го намалува. Штитат, значи сокот од вишнат или самата вишна штити од слободни радикали. Помага против несоница. Вишната е едно од ретките овошја кои содржат мелатонин, природен хормон кој го регулира спиењето. Нашето тело вообичајно го лачи природниот хормон мелатонин кој се ослободува само навечер, обично од 9 часот навечер и така го потикнува сонот. Пред спиење пијте по една чаша сок од вишни. Тоа ќе ви овозможи длабок, постојан и релаксирачки сон. Мелатонинот исто така е корисен при лечење на симптомите од менопауза, одвикнување од лекови, рак на простата и дојка, хиперактивност и недостаток на витамини. Еве да прочитаме и некои останати лековити својства на вишната се следниве. Го хранат и штитат мозокот, го намалуваат ризикот од диабетес, помагаат при бубрежни заболувања, ја подобрува работата на системот за дигестија, помага при губење на телесна тежина, го подобрува спиењето, го намалува ризикот од срцеви заболувања, помага при воспаление на уринарниот тракт. Интересно, дури и лисјата од вишната се одлично средство за убавина, помагаат и против првот и потечени очни капаци. Направете чај од лисјата од вишна и може да ги мачкате подочните капаци, исто така помага и против првот, може да ја перете вашата коса, значи течно со вода, односно зовриени лисја од вишна. Од дршките, од вишната се прави чај, значи дршките се корисни, кој помага при сврлување на песок од уринарниот тракт, целулитот, импотенција, бубрежни болести и хронична кашлица. Значи комплетна вишната е хранлива и корисна. И дршката, значи и листот и самата вишна како плод. Еве, почитувани гледачи, овие денови, уште малку, ќе се озрат и вишните. Сега се во ек црешите, јадете цреши, но за која седмица на нашите пазари ќе имаме и вишни. Одиме сега со песна и потоа ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во нашата денешна емисија.
Еве, почитувани гледачи, после ова убава песна, дојдовме до последната рубрика на денешнава емисија, секако, кога зборуваме за археологијата, за веродостојноста на Библијата, на денешното Свето писмо кој ние го имаме. Во наредните неколку емисии ќе ви пренесувам интересни факти кои се пронајдени и во прилог одат на денешната Библија дека е веродостојна. Еве, на почетокот во март 2016 година, израелски атлетичари пронашле златна римска паричка со профил на царот Август. Ова е втора ваква монета позната на науката. Другата е во британскиот музеј. Монетата е кована за време на царот Трајан. Досега златна паричка од ерата на римскиот император Трајан 107 година пред нашата ера со профилот на императорот Август кована на неа постоеше во единствениот таков музеј. Библиската приказна, понатаму одиме со докази, за Валам е докажано со археологијата. Во март 1967 година, на исток од долината Јордан, на ридот наречен Тел Деир Ала, холандска експедиција пронашле, предводена од професорот Хенк Франкен, ископале античко паганско светилиште, односно храм. Ова раскажување е идентификувано од некои научници како библискиот град Сухот, кој е запишан во прва книга Мојсеева, 30 глава, 17 стих. Откривање на свитоци од мртвото море или свитоците од мртвото море останале скриени се до 1947 година, кога еден пастир од Бедуин го направил правичното откритие. Тој бил член на племето Темеринско-Бедуинско, кое се населило во пустинскиот регион помеѓу Витлеем и мртвото море. Тој бил тинеџер што ги пасел своите овци. Во потрага по загубената коза, тој влегол во едно од пештерите и според историчарите и според податоците кои постојат, тој фрлил камен за да ги врати овците назад и потоа слушнал некој туп удар како се крши некоја гранчарија. И тој бедиум, тој овчар се спуштил доле во тие пештери, така да ги наречеме, и видел нешто интересно. Се вратил дома, тој му го кажал на татко му, таткото на некој друг човек, и така некој трговец бил тамо во нивното место, тоа се проширило, ги проделе тие ќупови, но некој археолог знаел дека тоа е скапоцен материјал, нашли жито внатри, други производи, но што е битно? Во тие ќупови нашле свитоци, сочувани свитоци од разни периоди на минатото. Таму имало записи, трговски записи за градот и за активностите, но нашле и свитоци, преписи на оригиналната Библија. И тие свитоци кои ги споредиле подосна со денешната Библија, се установило дека се веродостојни и ја потврдуваат денешната Библија што ние имаме. Делови од мермерна стела со надпис на персискиот крал Дари I откриле археолозите за време на ископувањата на местото на античкиот грчки град Фана Горија во областа Темјурик на територијата на Красондар. Ова било објавено во преслужбата на фондацијата Олег Дерипска, волнео дело, со чија поддршка се вршило ископување. Ете, се дешифрирани подосна тие плочки, тие пронајдоци, и установено е дека потекнуваат од персискиот цар Дари I, кој се спомнува во книгата на пророк Даниел. Еве тука ќе застанеме. Во утрешната емисија ќе продолжиме со пренесување на интересни факти и докази од страна на археологијата. Почитувани гледачи, пред да се одивам, сакам да им честитам роден ден на сите они кои денеска не следат или кои ќе го имат денеска нивниот роден ден, ќе го прослават, им посакуваме Божи благослов, бидете радосни, среќни, а на сите вас, почитувани гледачи, и посакуваме убав и успешен ден. Ви закажувам нова средба утре во исто време, на исто место, во 8 часот и 30 минути, а до тогаш бидете поздравени. Пријатно.
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.